Дозволете ми најпрвин да изразам и моето лично сочувство на семејствата и блиските на сите кои загинаа во автобуската несреќа, да посакам брзо оздравување на оние кои што се уште се опоравуваат и да истакнам дека денеска можевме и на состанокот на министрите за одбрана на НАТО, земјите членки, да видиме колку е важно заедништвото и солидарноста. Од генералниот секретар на НАТО преку високата европска представничка Могерини до моите колеги министри за одбрана од Соединетите американски држави, Германија, Словенија, Холандија и Грција, сите уште на самиот почеток на нашите средби ги упатија истите зборови на сочувство и огромно жалење за изгубените животи. Тоа покажува дека НАТО алијансата не е само воен сојуз, дека е тоа сојуз на држави кои што ги споделуваат истите вредности, но и кои што се заедно во тешки и во добри моменти. Денеска беше ден на кој што имавме прилика да видиме колку е различно кога ќе седнете на масата на НАТО. Наместо како досега, кога за нашата држава се разговараше на состаноци на кои што наши министри не присуствуваа, а сега ние имавме прилика да го кажеме нашиот став за тоа што се случува во светот, за тоа какви треба да бидат операциите и акциите на НАТО и за тоа кои политики и на Балканот и во Европа ќе не донесат до зголемена безбедност и зголемен просперитет. Ова беше шанса и јас во име на владата на Република Северна Македонија, во име на граѓаните на нашата држава, да кажам дека ќе бидеме партнер на кој што ќе може да се подпрат. Како што во минатото бевме присутни во Ирак, во Авганистан, така сега Македонија продолжува со својот придонес во Авганистан, но продолжува исто така да дава поддршка и на ЕУ мисиите, како што е онаа во Босна и Херцеговина и на мисиите на Обединетите нации, како онаа во Либан. Ние покажавме дека имаме луѓе, дека имаме армија, дека имаме капацитети на кои што земјите членки на НАТО можат да се подпрат и сега е моментот тоа да го материализираме и со членство во Алијансата. Побарав и од моите колеги министри за одбрана да обезбедат, да стимулираат, да лобираат за побрз процес на ратификација на договорот, протоколот за проширување, за да нашата држава може да ги ужива сите привилегии на полноправно членство. Ова е шанса за сите нас, ова е шанса, ова е еден чекор плюс во обезбедувањето на целосна безбедност и просперитет за сите наши граѓани.